Благодарам, председателе, почитувани присутни, почитуван министер, почитувани амбасадори, почитувани колеги пратеници, почитувани новинари. Јас ќе започнам прво со еден табеларен приказ на средната оценка на ово извештај во споредба со другите извештаи. Од 2009 до денес имаме една табела на која што изработена од Институтот за парламентарни прашања во Собранието и во која што ја имаме средната оценка за извештаите во секоја година. Во најкритичните години, 2016-2017 година, средната оценка на извештајот на Европската комисија бил 1,64. Најниските оценки Република Македонија во извештајот на Европската комисија ги има добиено во 2021 и овој во 2023 година со средна оценка 1,52. Зошто овој извештај е убедливо најлошиот, полош дури од оној од 2021 година, затоа што во овој извештај имаме вкупно 9 нули. Во сите поглавја кои што се третираат во извештајот, Македонија има добиено 9 нули. Тоа е, едноставно кажано, нема напредок, а зошто овој извештај е најлош, затоа што 3 од тие 9 нули се во клучното поглавје темели и имаме 0 за правосудството и темелни права, Македонија има 0 за функционирање на правосудството и Македонија има 0 во борбата против корупцијата. Можем да ги прочитаме другите. Има 0 во слободата на движење за работниците, има оценка 0 во правото на трговски друштва, во правото на интелектуална собственост, оценка 0 во политика на конкуренција, има оценка 0 во користењето на ИПА фондовите и структурните инструменти и има оценка 0 во измените на изборното законодавство, односно се уште не направените измени согласно препораките на ОДИХР по однос на изборното законодавство. Затоа сметам дека колку и да сака некој владин представник да го релативизира овој извештај, самиот извештај и мерните единици во овој извештај покажуваат дека Македонија го доби најлошиот извештај откако Европската комисија ја оценува состојбата на напредокот во нашата држава. Особено што имаме влада која што ја истакнуваше паролата за правосудство, правда, мир, владење на правото, реформи во судство и слично. Сега гледаме дека токму во овој период понижени се и правосудството, и правдата, а ги нема реформите во правото и нема владење на правото. Тоа што сакам да го споменам дополнително е дека зошто овие заклучоци се загрижувачки, затоа што во овие заклучоци имаме едно ниво на стагнација, кое што е комбинирано со недостаток на напредок во поглавието 23 правосудство и темелни права. Амбасадорот Гир со право го истакна долго очекуваниот од земјите во регионот план за раст кој го објави Европската комисија оваа година. Но да напоменам дека ваквиот извештај е ризичен токму за можноста да се користат средства од овој план за раст, затоа што реформите во правосудството и во темелните права се услов за користење на средствата од планот за раст. Или да бидам поедноставен, нема да има пристап за ниедна членка и за ниедна земја кандидат до средствата од планот за раст, доколку нема реформи во правосудството и во владењето на правото. Доколку
корупцијата владее посилно од владењето на правото, тогаш Македонија нема да може да има пристап до средствата од планот за раст на Европската комисија. И зошто не е точна оценката која што некоја искажа дека е ова плафонот што ние можеме да го достигнеме во однос на реформите. Минатиот извештај покажува дека и со неотпочнати преговори Македонија може подобро. Во минатиот извештај 2021-2022 година Македонија по однос на правосудството и темелни права имала оценка 2. Денес има оценка 0. Минатиот извештај во однос на функционирање на правосудството Македонија имала оценка 2. Денес има оценка 0. Минатиот извештај Македонија во борба против корупцијата имала оценка 2, денес има оценка 0. Тоа е едно забележително назадување во овие три клучни области, токму заради неуспешното спроведување на политиките од владеачката коалиција предводена од ДУИ и СДСМ. Понатаму, во извештајот, во поглавието 23, правосудство и темелни права. Во последниот извештај за 2023 година, како што кажав, имаме оценка дека нема напредок и во однос на правосудството, извештајот на посебен начин и на посебно место ги истакнува проблемите и деградацијата на Републичкиот судски совет. Во областа на корупцијата нотирано е дека нема напредок и се изразува сериозна загриженост за последиците од измените на кривичниот законник. Тука, почитувани присутни, владата во оваа сала не убедуваше дека измените на кривичниот законник се усогласување со европското законодавство, а денес гледаме дека евроамбасадорот ГИР и Европската комисија изразуваат загриженост од злоупотребата на европското знаменце за измените во кривичниот законник. Владата безочно лажела и кон македонската јавност, и кон партнерите во Брисел дека прави измени во кривичниот законник заради европското законодавство. А Европската Унија сега ни дава оценка 0 и најсилна критика за ваквото лажење од страна на владата. Во истата оваа сала имавме убедување дека владата прави прилагодување со европските коридори за коридорот 8 и 10 и договорот со Бехтел и Енка. Во европскиот извештај запишано е дека Македонија се изложува на голем буџетски ризик со овие договори, но исто така дека прекршува многу домашни закони и меѓународни конвенции со давањето на ваква повластена положба и нетранспарентен договор склучен со една компанија со злоупотреба на европското знаменце. И кога сме кај Републичкиот судски совет, ние гледаме дека оваа институција во изминатите неколку години, наместо да биде институција која што ќе зрачи со углед и репутација во правосудството, оваа институција стана срам и понижување за правосудството, не само во домашни рамки на Македонија, за жал се прослави на негативен начин и во извештајот на Европската комисија. И ќе ве подсетам, во самиот извештај за Републичкиот судски совет напоменато е контраверзното разрешување на председателката на Судскиот совет, кое што предизвика загриженост за несоодветно политичко влијание. Дали знаете кој го предложи и кој го спроведе ова незаконито разрешување на председателка на Републичкиот судски совет? Го предложи членот на Републичкиот судски совет, кој што е член на ДУИ. 2019 година во декември, председателот Пендаровски го предложи господинот Селим Адеми за член на Судскиот совет. Тогашната влада, тогашното и сегашно владеачко мнозинство гласаа господинот Селим Адеми да стане член на Републичкиот судски совет, а тој на незаконит начин
покрена иницијатива, смени председателка на РСС и негативно се прослави и себе си, и Македонија, и во земјата, и во Брисел. Затоа сметам дека одговорноста за овие 9 нули во извештајот има име и презиме. Името е ДУИ, презимето е СДСМ. Благодарам многу.